Се земале кредити, се плаќале камати, растеле трошоци, но патиштата и пругите никаде ги нема. Ова го констатира Државната ревизија по анализа на 11 инфраструктурни проекти. Ревизорите утврдиле дека државата енормно се задолжила за да ги заврши, искористила дел од парите, а сликата на терен покажува застој или бавна динамика на градење. За разни камати, провизии и казни за неповлечени средства се потрошиле дури 58 милиони евра. Убедливо најпоразувачки се податоците за изградбата на автопатот Кичево-Охрид. И по 5 анекси на основниот договор, сумата само пораснала, роковите беа продолжени, а на изградбата не и се гледа крајот. За негово завршување беа позајмени 685 милиони долари, досега повлечени се 383 милиони, а при тоа биле направени разни трошоци од дури 38,6 милиони долари. Втора со најкатастрофална реализација е програмата за национални патишта. За да се подобрат патиштата биле позајмени 180 милиони евра, повлечени се половина, а направените трошоци се 7 милиони евра. Најголем дел од патиштата кои се реализираат преку јавното претпријатие за државни патишта се почнати во периодот 2014-2016 година, но ревизорите утврдиле дека компанијата нема доволно средства, што доведува до неизвестност на изградбата. Тие имаат бавна динамика на реализација која се должи на слабости во техничките решенија како дел од проектната документација, раскинување договори со изведувачи од различни причини, започнуваше постапка за меѓународна арбитража, административни пречки за започнување на експроприацијата, комплексна правна рамка со повеќе вклучени институции за утврдување на надоместокот за експроприација, што го блокира ефикасното решавање на експроприацијата. Трет проект според бавната реализација е реконструкција на пругата Белјаковце-Крива Паланка или втората фаза од железницата кон Бугарија. Од замените 145 милиони евра од ДЕБОР биле повлечени само 10% од парите. 6,5 милиони евра изнесуваат непредвидените трошоци поради доцнењето со изградбата. Проектите на јавно предпријатие инфраструктура се отпочнати во периодот 2012-2014 година и се во застој, не се довршени, а од 2018-19 година степенот на реализација во просек е само 1% на месечно ниво. И во 2019 и 2020 година договорите за Коридор 8 и Коридор 10 се раскинати. Во период на вршење на ревизијата во тек беа евалуации за избор на нови изведувачи за коридорите 8 и 10. Инаку токму на изградбата на пругата кон Бугарија се чека повеќе од 3 децении. Изведувачите повеќе пати го напуштаа проектот поради непредвидени и дополнителни работи. Откако германската компанија Вибе, која почна со работа уште во 2014-та, по неколку пролонгирани и пробиени рокови, во 2020-та еднострано го раскина договорот, владата сега пак потпиша 2 нови договори за двете делници од Куманово до Крива Паланка со фирмите Штрабак и Гюлермак. Сега надлежните повторно убедуваат дека овој пат нема да се случи истото и дека цела железница кон Бугарија ќе заврши до предвидениот рок во 2027 година. Можам со чест да ви кажам дека ова е првиот инфраструктурен проект во нашата историја со 100% решена експроприација пред да почне да се гради. И четвртата работа е да имате квалитетни и посветени компании, избрани компании, какви што очекувам дека се и Штрабак и Ѓулермак. Реализацијата на капиталните инвестиции е на катастрофално ниско ниво со години наназад. За 7 месеци се завршени едва и 30% од предвидените работи или 160 милиони евра. Сепак, кога на владата оваа пролети стана јасно дека не може да го изгради она што го вети, со ребалансот повторно драстично скрати токму од оваа ставка од 615 на 520 милиони евра. Ако се споредува со првично планираното, реализирани се едва и 26%. Аналитичарите со години алармираат дека власта не планира доволно добро, нема капацитет во администрацијата за брзо завршување на бирократските процедури, па резултати очекувано нема.